Секоја странска инвестиција започнува вака. Сечење црвена лента, многу камери, помпезни најави и вести за голем успех. Лицата се насмеани и весели, се додека инвеститорот не одлучи дека е време да си замине од државата и да стави крај на инвестицијата и бизнисот. Што со вработените? Какви права имаат странците кај нас? Како треба да реагираат работниците чии права се прекршени? Може ли да им се суди откако ќе си заминат од земјава? Ова е темата на денешното издание на Само прашај. Останете со нас. Да почнеме од почеток. Што значи кога странец сака да вложи во нашата земја? Што всушност добива земјата и секако луѓето што живеат во неа? Кој е заедничкиот бенефит на човекот што ова парче земја го видел како идеално за да направи бизнис? Па привилегиите за државата се неколку. Нормално влезот на странски капитал е многу важен сам по себе, затоа што носи технологија, носи нови проекти, носи видливост, клиенти и така натаму. Меѓутоа, она што е мерливо важно за не само за буџетот, него за сите граѓани и не само за оние кои што ќе добијат работни места, се приходите кои што државата понатаму од таа сделка ги остварува преку данок на добивка, меѓутоа и приходите кои што државата ги остварува низ придонесите за социјално, пензиско и здравствено, и дополнително она што е важно, што одредена бројка на наши сограѓани добива можност да работи, заработува една пристојна плата за една пристоен живот. Тоа на што ние, да кажеме, посветуваме многу внимание во рамки на овој мандат, а тоа е не само зголемување на бројот на работните места, туку зголемување на квалитетот на работните места, пред се на платите. Јас ќе споменам само дека во изминативе 3 години имаме значително зголемување на бројот на работните места, некаде околу 40% раст кумулативно од 2020 до денеска. Тоа се некаде над 5.500 нови работни места. И она што исто така важно, што само кажем минатата година, 23-та во однос на 2022 година, растот на бруто платата е некаде 20%. Тоа значи дека неколкукратно е, да кажеме, повисок, да кажеме, од стапката на инфлацијата. Така што не само тие 5.500 нови работни места кои што се креирани во изминативе 3 години имаат привилегија, она што видите ви, или придобивка од растот на платите, туку тоа се однесува на сите 18.000 вработени кои што во моментот функционираат во рамки на компаниите во зоната. Така да тоа е од аспект, значи, кои се придобивките за државата, кои се придобивките за граѓаните. За самите инвеститори нудиме различен пакет на можности. При тоа внимаваме. Повторно кажам, значи, доколку ги задоволуваат потребите на државата, пред се овие наши приоритети, тоа се квалитетни, добро платени работни места, овозможуваме, да кажеме, финансиска поддршка во делот на креирање на работни места. Поддршката се движи помеѓу 2 и 4.000 евра по работно место, еднократно. И она што исто така важно е што самиот инвеститор дополнително добива друг сет на услуги, меѓутоа повторно кажам, сето тоа го мериме и пред воопшто да пристапиме кон финализирање на разговорите, важно е да ги видиме и платите, меѓутоа важно е да видиме самата работа на компанијата и колку државата ќе приходува. Тоа значи секогаш внимаваме парите што ги вложуваме по неколку години да бидат вратени назад по различни основи. Дека добри моди на компаниите со странски капитал покажуваат официјалните бројки, кои покажуваат дека извозот лани во првите 6 месеци достигнал близу 2 милијарди евра, што представува пораст од 12% во однос на истиот период 2022. Официјалните податоци велат дека 17.000 лица работат во фабриките сместени во индустриските зони во земјава. Висината на платата, организираниот превоз, обезбеден оброк и самите услови за работа се доволна причина овие компании со странски капитал да бидат една од првите опции за вработување на граѓаните од Македонија. Но како изгледа кога инвеститорот ќе одлучи да си замине? Кои се правилата? Такви ситуации кај нас во моментот немаме. Во минатото, значи, се потпишувале, ајде да кажеме, различни договори. Значи, сме имали инвеститори и инвеститори, нели, во наводници. Значи, неодамна имавме ситуација да преку судска постапка фактички вратиме назад имот кој што е земјиште, кој што е собственост на државата, кој што е отстапено на странски инвеститор пред некаде
8, 9, 10 години веќе, уствари 2015 година, тоа е земјиште во Ранковце, општина Ранковце, бидејќи инвеститорот воопшто нема преземено никакви чекори за реализација на што е предвидено со планот, а прито државата му продала градежно земјиште. Успеавме, повторно кажам, со навремена наша реакција да фактички спречиме самата компанија откако отишла во стечај, спречиме тоа земјиште да отиде во стечајната маса и понатаму во намирување на долгови, така што го заштитивме целосно интересот на државата. Така што да кажеме тоа е случај ако компанијата никогаш нема почнато ниту со производство, ниту со градба. Така што не може да стане збор дека тука имаме луѓе кои што биле вработени па ги загубиле работните места. Меѓутоа во регионот имаме такви случаи, тоа внимателно да кажеме го следиме, на пример неодамна во Србија имаше таква ситуација на компанија која што преку ноќе странска компанија која што затворила, си ги собрала машините, луѓето ги ставила на улици, имаше неколку такви ситуации во изминатите година дена. Ние настојуваме да не брзаме секогаш при носењето на одлуките со одреден инвеститор, правиме внимателна проверка, ангажираме реномирани светски куќи, така што секој нов клиент кој што ни пристапува, значи пред нормално почнуваме иницијални разговори, меѓутоа пред да потпишеме договор, бараме од овие две куќи, значи ние ги ангажираме да се направи надламинска проверка, да знаеме со кого имаме работа. Така што тоа е една мерка на предпазливост која што ни овозможува можеби да помалку сме изложени на ризикот со кој што конкретно се соочува соседна Србија. Дополнително, значи свесни сме дека дури и при добра проверка, значи пазарот е таков како што е, тоа значи дека можеби за 3, 4, 5, 10, 15 години може да се случат промена на тој пазар и компаниите едноставно се соочат со потешкоти. Така што во самите договори предвидуваме заштитни механизми. Заштитните механизми се и за државата и за вработените. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека доколку компанијата користела државна поддршка, финансиска поддршка, од било каков вид, дали се тоа даначно ослободување, дали се грант за работни места кои што ви го споменав, има обврска не само компанијата туку и мајката компанија од каде да е дојдена, да тие обврски ги спочитува во одреден временски период. Што подразбира тоа? Значи, ако вработуваат луѓе и ако добијат грант за отворање на работни места, компанијата има обврска во период од 5 години по завршување на инвестицијата тие работни места да ги одржува. Тоа значи како инвестицијскиот проект трае, 5 години. Значи дополнителни 5 години компанијата е обврзана да ги задржи тие работни места. Тоа значи во случај доколку во тој период од тие 5 години се случи затварање, отпуштање, не е важно, намалување на број на работни места, во тој случај компанијата ја враќа помошта кон државата. Така што повторно кажам, имаме механизам со кој што настојуваме не целосно ги избришеме овие ризици, ризиците секогаш постојат, меѓутоа овие ризици да ги намалиме онолку колку што можеме. Втора работа е тоа што и нашите компании, нормално ние инсистираме, меѓутоа и нашите компании ги почитуваат доследно, да кажеме, законите во делот на пазарот на трудот, така што не можам да кажам дека во моментот се соочуваме со посериозни предизвици во делот на она што подразбира, нели, не само регулирање на статусот на вработените во смисла на полно работно време при донес и плаќање и така натаму, тука и сите она што следи од аспект на прекувремена работа надоме за тој и така натаму, така што во тој сегмент мислам дека компаниите во зоните се пример како треба да функционира една современа пазарна економија. Но што вели ситуацијата на терен? Дали сликата дека странците се привилегирани од влез до излез е оправдана? Прописите со кои се регулираат работните односи во Република Македонија не прават апсолутно никаква дистинкција во однос на тоа дали работодавачот е фирма основана со домашен или со странски капитал. Дел од странските инвеститори користат определени бенефиции од државата, меѓутоа тие бенефиции ги остваруваат врз основа на сосема други прописи кои секако не им даваат за право да ги прекршуваат работничките права. Значи, сите фирми работодавачи, без никаков исклучок, се должни доследно да ги почитуваат сите работни прописи важечки во нашата држава. Односно, на работникот да им го возможат најмалку на право кое што им гарантирано со една многу широка лепеза на прописи, почнувајќи од Закон за работните односи како генерален закон, преку Закон за безбедност и здравје при работа, Закон за исплата на минимална плата и општите колективни договори и низа други законски и подзаконски акти. Од свое искуство можам да кажам дека работодавачите основани со странски капитал во најголема мера ги почитуваат
овие прописи. И за волја на вистината, квантитативно гледано, правата на работниците во Македонија во поглед на законски предвиденото работно време, годишни одмори, отсуства, исплата на плата, исплата на доместоци од плата, заштита при работа, што е еден многу битен сегмент. Значи, многу повеќе се јавуваат прекршувања кај фирми основани со домашен, отколку фирми основани со странски капитал. До некаде имам разбирање за тоа зашто луѓето се уште, односно зашто не сам луѓето, генерално и домашните бизнисмени, односно домашната економија. Постои перцепцијата делумно, велам. Мислам дека успешно ја менуваме, меѓутоа е процес. Во минатото, ајде да кажеме претходната политичка гарнитура, премногу внимание посветуваше на странските инвеститори. Тоа до некаде е добро затоа што генерира одредено портфолио на странски инвеститори, меѓутоа тоа било на сметка на домашните. И тоа не е добро. И создаден е таков впечаток, точно, дека странските инвеститори добиваат све, а домашните не добиваат ништо. Ние сме имале договори каде што државата, например, покривала и придонеси. Тоа значи дека самата се лишила од еден клучен извор за... Знаете како, кога започнувате некој проект, треба да имате учество во тој проект. Значи, ја велам, во ред ние ќе ви дадеме поддршка, меѓутоа што е тоа кое што го добиваме назад. И повторно кажам, државата добива назад по основа на данок на добивка и по основа на придонес. И персонален данок. Граѓаните добиваат по основа на плати. Ако ние дадеме ослободување на данок на добивка и дадеме ослободување од придонеси, тогаш буџетот останува лишен од приходи во наредните 10 години, што не е добро. Тоа значи дека ние плаќаме и после тоа чекаме 10 години да почнеме да приходуваме. Тоа не е бизнис во кој што јас, кога би биле мои средства, би влегол. Не верувам дека никој тоа би го направил. Така што тоа го променивме и рековме да, може да дадеме финансска поддршка, меѓутоа придонесите, даноците си ги плаќаме сите редовно. Така што дополнително се развија механизми во меѓувреме за поддршка на домашната економија. Минатата година мислам дека за прв пат имавме ситуација во која што расходите во буџетот, односно плаќањето од буџетот кон економијата, во поголем дел отидоа кон домашни компании во однос на странските, што е добро. Сега, во однос на граѓаните, знаете како, индивидуална одлука е. Значи имаме во моментов доста огласи за отворени работни места во зоните. Платите се доста атрактивни, повторно кажам, минатата година имавме во однос на 22 раст некаде 20% на бруто платата, што е супер. Така што секој само одлучува дали одредено работно место е доволно примамливо, не само платата, можеби и останатите можности за обука, стекнување на специфични искуства, напредување во кариерата и така натаму. Значи секој треба сам од свој аспект индивидуален да си процени дали тоа е интересно и дали би се нафатил, би аплицирал за да добие работно место или би се определил за сосема друго. Меѓутоа, наше е да овозможиме понуда на такви добро платени работни места, мислам дека тоа успешно го прави. Кој е одговорот на граѓаните? Дали им веруваат на странските инвеститори? Дали сакаат да работат кај нив и што сметаат дека треба да се подобри? Еве го прилогот од терен. Во подножието на Осуговските планини, на источната страна од земјата, се наоѓа Македонска каменица, град во кој според последниот попис живеат 4368 луѓе. Меѓу нив и 20-годишниот Давид Стојменовски. Градот е познат како рударски град заради близината на најпознатиот македонски рудник за олово и цинк Саса. Од неодамна, Македонска каменица е наметата на странски инвеститори. Во една таква компанија е вработен Давид. Вели, нема многу избор на истокот од земјата, дали да бидете кај странски или кај домашен бизнисмен. Едноставно го грабите она што единствено ви се нуди. Сепак, овој млад човек, приоритетите каде ќе работи ги прави според потребите. Најважни му се парите што ги заработува. Но колку е всушност доволно? Највеќе платата, ако сме искрени. Ние работиме за да може да си направиме за добар живот. Сега тоа зависи од град до град. У помаленки градови 30.000, 40.000 е супер. Те туку у Скопје може да се каже 5.000, 6.000. Но дури и кога би можел да бира, Давид вели дека на странски инвеститор му верува повеќе отколку на домашниот, оти државниот систем има лош имидж. На тоа од странство, ако сум искрен. Малце сме познати за нашата корупција, да се каже. И ова држава е коруптирана, тоа е, мисля дека е факт, што за кој ќе се согласиме. Да, кршат се правилата. Тоа секаде има. А у Македонија
зависно од бизнисот, од странските бизниси, не гледам толку многу големи кршења на права. Она што му недостига е обука за да може да има подобри вештини и да напредува во кариерата. За разлика од него, Рамо и Ѓула Селим, по 2 децении работа и кај домашни и странски инвеститори во земјава, одлучиле да заминат во Германија. Таквата одлука ја донеле заради лошиот однос на собствениците. Велат, странците се подобри, но по некое време се претопуваат и почнуваат да даваат помали плати и да ги прекрашуваат работничките права. Кај нив повеќе нормално го цена тоа што го работиш, значи, а овде нашите македонци тоа не го ценат. Работи 23 години, оттаму отидов за Германија. Зошто? Па зашто има пари, малку. Ти деца има у Германија, си имаш 2000, 3000 плата, ама стига, културно е. Овде 15.000. Ја имам тука пензија 13.000, јас сум работил 23 години. Согласни се дека странските инвеститори имаат премногу привилегии овде, но од друга страна пак велат, може би само така ќе се подигне малку стандарот и кај домашните бизнисмени и ќе се почитуваат малку повеќе работничките права. Србија е на врвот, а Босна и Херцеговина е на дното меѓу балканските земји по износот на странски инвестиции во изминатата година, се наведува во извештајот на Агенцијата на Обединетите нации за економска и трговска организација. Во Србија, минатата година се инвестирани околу 4,6 милиарди долари, потоа во Албанија 1,4 милиарди, Црнагора со 877 милиони, Македонија со 794 милиони и Босна и Херцеговина со 661 милион долари. Зошто Македонија не е на врвот? Па еве, јас ќе ви кажам, значи не се залетуваме со сите клиенти кои што ќе тропнат и ќе влезат низ врата. Понекогаш проектите изгледаат многу интересни. Значи ќе дојдат луѓе, ќе се представат, ќе кажат ние сакаме да инвестираме 50, 100, 200 милиони евра, бројките се интересни секако. Предизвикот е голем да излеземе, нели, да се пофалиме, да пресечеме црвена лента на што го велите вие. Меѓутоа го имамо предвид не само искуството од Србија, го имамо предвид секако она што го реков и одговорноста што имаме пред граѓаните и пред државата. Така што велам, си ја правиме таа длабинска проверка, трае дополнително време, меѓутоа сепак повторно кажеме, она што можеме да го направиме, ризикот да го намалиме, го правиме, затоа велам, можеби благодарение на тоа се уште немаме случај каде што некоја компанија се затворила вратата и ги оставила луѓето на улица. Не би споменувал имиња на компании со кои што немаме склучено договор, меѓутоа имало ситуации на иницијално, не знам, ќе се испрати писмо со намери, стои дека компанијата не е битно. Имавме ситуации минатата и предминатата година, неколку компании од Германија. Во последниот период тоа е, да кажеме, повеќе тренд за компании кои што доаѓаат од Турција и од далечниот исток, пред се од Кина, кои што доставуваат писма за намери. Тие писма за намери вообичаено изгледаат многу интересно, бројките се доста интересни, зборуваме за стотици нови работни места, не знам, 50, 100, 150 милиони евра, пазари и така натаму, меѓутоа откако ќе направиме оваа проверка или откако ќе ги добиеме првичните, да кажеме, обезбедуваме обично од самата компанија не само гола бројка колку ќе инвестират, него каква е динамиката на инвестицијата, колку планираат да приходуваат во државата, нормално колку им е добивката, затоа што државата треба да спечели нешто од тоа. И откако ќе видиме бројките, сваќаме дека, да кажеме, бизнисот кој што го носат додадената вредност е многу мал. Че имавме ситуација на неколку компании од Германија кои што се во делот на дејностите кои што генерираат мала додадена вредност. Текстилна индустрија, пример, за кој што им рековме, да, во ред, благодариме што изразивте интерес, меѓутоа не сме заинтересирани да продолжиме комуникацијата понатаму, бидејќи едноставно што и да ви дадеме како поволности, ќе трае предолго време додека државата си ги добие тие пари назад. Имало ситуации каде што сето тоа изгледа многу интересно, меѓутоа по направената длабинска проверка разбирате дека едноставно компанијата, не знам, кажала дека ќе вложи 100 милиони евра, при тоа сваќате дека во позадина се луѓе кои што немаат ниту ден работно искуство, ниту имаат реализирано некој посериозен проект, така што со тие едноставно комуникацијата запираме во тој момент. Така да има. Колку работници досега препознаваат дека нивните права се прекршени? Дали тие се оштетени и тогаш посегнуваат по правна помош? Реално земено, најголем проблем создава тоа што работниците не ги пријавуваат ваквите злоупотреби. Или истите ги пријавуваат многу досна, откако ќе истечат сите рокови, па после тоа и адвокатите се немокни да им овозможат адекватна заштита.
А точно, некогаш тоа се случува и од некој неоснован страв и онаа стигма дека нели странците се семотни во оваа држава и ги контролираат институциите на системот. Морам да ви кажам, таквиот страв е целосно неоснован, затоа што системот на заштита на работнички права во нашата држава е повеќе слоен. Основна институција во која се првично пријавуваат нели вакви злоупотреби е Државниот инспекторат за труд, популарно наречен трудова инспекција. Меѓутоа, доколку од определени причини проблемот остане нерешен на ова ниво, работникот има право на заштита пред надлежен суд. Конкретно можам да кажам за Основниот граѓански суд во Скопје, каде што јас најчесто ги застапувам своите клиенти во работни спорови. Судиите, вработени во одсекот за работни спорови на овој суд, се навистина професионални, објективни и непристрасни. Во секој случај, доколку работникот остане незадоволен од одлуката на овој суд, има право истата да ја обжали пред повисокиот апелационен суд. А во одредени правни ситуации, например, ако се работи за неоснован отказ, и на одлуката на апелациониот суд може да се вложи вонреден правен лек до Врховниот суд. Значи имаме често ситуација да работните спорови завршуваат и пред Врховниот суд, како највисока судска инстанца во нашата држава. Меѓутоа, доколку работникот остане обесправен од целокупниот судски систем на Македонија, може да оствари правна заштита и пред Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Ќе се сложите со мене, ниту еден, ни домашен, ни странски инвеститор нема толкова влијание да ги контролира сите овие институции, да има такво влијание над нив. Исто така мора да напоменам, свесното кршење на права од работен однос е и во опфат на нашиот кривично правен систем. Значи, доколку било кој работодавач свесно не се придржува до овие многу јасни прописи што ги набројавме досега, врши тешко кривично дело, предвидено и казниво со нашиот кривичен законник. А за тоа постапуваат јавните обвинителства. Значи, никој не е над законот. Сакам да кажам дека овој повеќе слоен систем функционира. Дали е совршен? Не е. Дали има простор за подобрување? Огромен простор за подобрување. Меѓутоа, коренот на проблемот не е само во тоа што работодавачите се дрзнуваат до тоа да го прекрашуваат законот, туку и во тоа што самите работници не ги пријавуваат злоупотребите и често пати не бараат стручна правна помош. Затоа ги охрабрувам сите работници кои што сметаат дека нивните права не се исполнуваат или неадекватно се исполнуваат, без оглед на тоа дали се вработени кај домашен или странски инвеститор, да не бидат пасивни, да ги штитат своите права, да ги пријавуваат злоупотребите и најдобронамерно ги советувам да побарат и стручна правна помош од адвокат. Новата технологија нуди можности за нови измами, а преструктурирањето на светските пазари ќе значи и потреба за повеќе да се зграби. Ќе се зајакнуваат ли критериумите за избор на инвеститори? Проверката секако го уведовме мимо ово што го споменавте, ризиците кои што постојат. Знаете како, значи, Македонија е мала земја, мал пазар, реално, така што ние сме длабоко интегрирани во не само во европскиот пазар, туку и на глобалните пазари, посебно заради тоа што имаме веќе сериозни глобални брендови кои што се присутни и кај нас. Така што сите тие ризици што се случуваат, не знам дали ќе биде тоа кризата која што се случува во моментот во Југоисточна Азија помеѓу Кина и Тајван, дали е тоа Украина која што е 1200 километри од тука, или потресите, да кажеме, на пазарите поврзани со овие нови технологии кои што се случуваат, сето тоа се чувствува и тука. Не знам, рецесијата во Германија. Сето тоа се чувствува тука, односно има ризици, носи ефекти тука, мислам дека релативно добро се справуваме со тие ризици до сега, заради тоа што имаме континуиран раст и тоа е тоа што ме прави среќен. Така што следиме, учиме, нормално, учиме и на грешки понекогаш, меѓутоа повторно кажам, тоа што се брои на крајот е што имаме повеќе работни места, подобро платени работни места и она што е многу важно, приходите во буџетот растат. Значи, ако минатата година ја завршивме некаде со скоро 70-75 милиони евра приходи кои што само дирекцијата, односно компаниите од дирекцијата се слејани во буџетот,
што е некаде 6 или 7 пати повеќе од нешто што сме имале како ситуација пред 6 или 7 години, така што овие клучни индикатори се позитивни, ризиците се тука, настојуваме индикаториве да продолжат да бидат позитивни, да растат, а со ризиците се справуваме оноку колку што можеме и знаеме. Како одјава ќе ги дадам сите детали од Државниот трудов инспекторат, која е институција која контролира работата на работодавците, без разлика дали се работи за домашен или за странски инвеститор. Доколку е странски собственик на фирма во Македонија, Државниот инспекторат за труд ја утврдува фактичката состојба со вршење на инспекцијски надзор и увид во документацијата на лицеместо во седиштето на работодавачот, па доколку работодавачот ги затворил деловните простории и си заминал од државата, инспекторатот не може да преземе мерки ниту спрема работодавачот, ниту спрема одговорното лице странец. Во случај кога работниците на кои работодавачот не им исплатил плата и придонеси од плата 3 месеца последователно, имаат право и веднаш да покренат иницијатива пред надлежен суд за престанок на работодавачот преку поведување на стечајна постапка и паричните побарувања од работен однос да ги наплатат од стечајната маса. Работниците имаат можност да користат права по основ на невработеност со доставување на барање во Агенцијата за вработување по престанокот на работниот однос. Последен случај е во 2019 година на работници не им била исплатена плата и придонеси во 2 текстилни фирми во Битола од страна на грчки собственик. Барајте ги своите права. Ви благодарам што бевте со нас.